Започна 50-то јубилејно издание на драмскиот аматерски фестивал во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Со перформансот Живи драмски слики се отвори завесата на најзначајниот фестивал во Република Македонија. Фестивалот го отвори Иван Иванов, председател на Советот на општина Кочани. Почитувани, по 38 пат Кочани отвора сцената за сите влюбеници во театарот, нудејќи денови за нови уметнички искуства и контакти. Ние како домаќини, како луѓе, што растевме со ДАФ, не можеме да премолчиме дека за време на ДАФ животот во Кочани е поинаков, поубав со културните струјни што допираат од сите делови на нашата држава. Токму затоа ја пренесувам подготвености заложбата на локалните државните структури, ДАФ да го продолжи својот век во што подобри услови и со што повисок квалитет. Оваа сцена од вечера повторно ќе ги открие творечките креации на аматерите кои преку театарските дела ќе ни овозможат едно несекојдневно доживување. Особено ме радува што фестивалот продолжува да ги следи актуелните текови на театарската уметност. Оваа манифестација е успех за ентузијазмот во аматерското движење, за театарот и за културата во државата. Нека ни е честит големиот јубилеј 50 години драмски аматерски фестивал. На крајот, на сите гости и учесници на годишниот драмски аматерски фестивал и посакувам пријатен престој во градот на Орезот. Во рамки на јубилејниот ДАФ во Кочани на режисерите и актери Стојче Нешковски од Гостивар, Стоја Додевски од Куманово, Слободан Елисеев од Свети Николе, Васил Шумански од Штип, Страшко Милошевски од Први Штип и Тодор Лазаров од Кочани им беа врачани признанија за придонесот во драмскиот аматеризам во Македонија. Директорот на драмскиот фестивал во Кочани Благој Пенов ги поздрави присутните. Бевте сведоци тоа што умеевме, направивме, колку направивме, како го сторивме, како го учинивме, сето тоа беше слика која секоја година пред вас се представуваме. Се радувам дека ги ославивме вашите очекувања, но се надевам дека уште повеќе натаму ќе работиме, да имаме уште поквалитетен фестивал во Кочани. Имам посакувам век и под постојане, па може и повеќе, зашто да не. Значи нема уште што јас да должам, освен она должност што имам кон оние кои не можеа ова вечер да гледат. Станува збор за Станко Тројановски и Милевка Здравковска од Први Штип, за Драшко Ѓоргевски и Дивна Павловска од Тетово, за Благој Салоников, Васил Шумански и Симеон Гаврилов од Штип, Васил Дубовски, Стојан Карјанов, амбасадор во Тирана наш, во Албанија, Стојче Нешковски тука, во Горено што е тука, на Велико Пешик од Куманово. За него има една мощна убава работа, која се здраво со сакам да ги сообщам, а тоа е дека на секој наш настав, на секој наш сводник на Бога се събираме и разправаме околу драмскиот аматеризам, можеше на крајот да завршиме со монологот на Митко Коштана кој го кажуваше Велико Пешич. Во изложбениот салон на Центарот е отворена изложба на документи и фотографии од архивата на ДАФ напред во минатото, за која зборуваше Киро Герасимов, новинар и публицист, хроничар на ДАФ. На изложбата се поместени документи, фотографии, плакати, панои, истражувани во изминатите години. Всушност, оваа изложба представува ретроспектива на постигањата на најпрви републичката аматерска драмска смотра, потоа на драмскиот аматерски фестивал и ФА. Овде се содржани поголем број на документи, фотографии кои кажуваат за историјата на овој фестивал. За сега истражувачите успеале на 30 на паноа да поместат поголем дел на документи, а верувам можноста за истражување е уште поголема и тие ќе бидат составен дел на оваа изложба. На првата фестивалска вечер настапија членовите од аматерското позориште Јанко Чеман од Пипница, Република Србија, со представата Кој кога во режија на Катарина Хитцингер. Вечерва на програмата е настапот на охридските аматери од гимназијата Свети Климент Охридски и на театарската група Катастрофа од гимназијата Јосип Брос од Скопје. На 50-тиот ДАФ во Кочани ќе бидат прикажани 14 представи, од кои 4 детски, 8 од Македонија и 2 од странство.